Здраво, Македонија! Си продолжуваме и денеска со уште едно издание на нашиот квиз листа за 300, кој што може да го гледате само на Сител телевизија. И денеска нашите надпреварувачи се подготвени да го покажат своето знание, да пробаат да ги надмудрат своите противници, се со цел за да стигнат до темата од нашата листа, каде што може да си освојат и убава парична награда. И денеска, традиционално, како и секогаш досега, прво ќе ги повикам да ми се придружат на сцената домакините, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз. А тоа се Ивица и Стефан. Повелете. Ајде, здраво. Како си? Добре дојдовте. Добре, ве најдовме. По нашето студио. Така. Вие ќе вашето, можам слободно да кажам. За денеска подготвени ли сте? Па, Начитани. Начитани? Да. Романите, прочитавте ли се? Да. Две големи дебели книги Да. пред емисија. Добро, пази што сте кажа. Да. Слушаш? Романи дена, мисли така, да. Не се секирайте, не играме така. Да не сакате да додадете нешто поздравче некој, сепак трет пат сте веќе тука. ајде се че поздрави некој. Те намести поздрави, кој се? Сите што ги знам и не ги знам. Тоа е тоа. На кратка така. Ги сакаме сите. Домакини, ако сме подготвени, да не ви го одземам повеќе времето, си знаете ваша домакинската кабина. Повелете. Може. А секако, за да си продолжиме понатаму, потребни се и денешните предизвикувачи. Луѓето кои што ќе се обидат денеска да им ги заматат сметките на Ивица и Стефан се Александар и Тоше. Повелете. Александар, здраво. Здраво. Тоше, здраво. Повелете, може малце понапред да дојдете страпни да не ви паднете од бината. Не е висока, ама доволно за да се повреди. Вака, да се гледам убаво. Не, чекај, дој тука вака да ве наместам убаво за да ве видат сите дома. Е, така, Тоше, застани си. Супер сме си вака. Е, пак ти роден си за на телевизија. Сериозно ти кажам, супер се наместите, браво. Насмејани за денеска ве гледам расположени. Со Александар сум се гледал во листа за 300. Тоше, прв пат е. Си бил до сега на некој друг квиз или по листа за 300? Почетник, супер, баш ми е драго. Со среќа денеска, се надевам дека ќе ти биде интересно и дека ова само еден почеток на наше другарување ќе биде. Се надевам. Колеги сме заедно на работа. Да, каде работите заедно, чисто подсетник? Шефицата, печатница работи. Печатница, шефицата, поздрав до шефицата. Да. Се знае. Мајка ми, татко ми, сопруга, дечињата и сите што гледаат листа за 300. Одлично, голем поздрав и од мене до Исто сите. јас, до мојата фамилија, до Супер. колегите на работа и така. Одлично, поздрав до вашите фамилии и до сите они кои што ви пружаат денеска поддршка. Да не ве должам повеќе, ќе си правиме муавет во текот на денешното издание. Кажи ми Тоше дека за прв пат нешто трема такви работи. Не ми ни делуваш дека имаш, дури ако имаш, супер ја криеш, ама не, до овој степен не се крие. Одлично. На сите кои што ми се прв пат во квизот, тоа им кажам, да не се кира за ништо, само да слушаат темата и ако нешто не е јасно да ме прашате. Немојте да заборавите, затоа што многу грешки до сега сме направиле при од недоразбирање. Да, е така. Супер, со среќа во продолжение почувате како предизвикувачи, што значи ваша е предизвикувачката кабина, повелете. Ивица и Стефан, односно Александар и Тоше, се во нивните надпреварувачки кабини. Сега знаете како иде целата работа, драги гледачи, треба да провериме дали листите работат онака како што треба за да немаме никакви проблеми во продолжение. За таа цел ќе ме замолам прво да исклучиме кабината на домакините, а Александар и Тоше, дали се слушаме? Да. Да, пријатно е Тоше таму. Супер. Малце потопло. Супер. Супер, одлично, баш ми се допаѓа. И во продолжение вака ведри, само сконцентрирано и храбро. Тоа е мојот совет што можам да го дадам. Ако имаме некој проблем да ми кажете. Тоа е тоа. Сега ќе исклучиме и кабината на предизвикувачите. Ивица и Стефан, дали се слушаме? Да, одлично. Одлично, домаќини, може да започнеме. Може. Готово. 3-4. 3-4 почнуваме. Ете, драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите кабини. Домаќините дадо зелено светло за старт, што значи започнуваме со денешното издание на листа за 300. Како и секогаш, така и денеска си почнуваме со првата лицитација. А темата за истата гласи: машки имиња кои завршуваат на ар или на ир.
Бараме машки имиња кои завршуваат на ар, односно ар, или пак на ир, односно ир, и кои ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија, без обзир дали се македонски, албански, турски, ромски, српски и друго. За да бидат признати во именикот на Државниот завод, треба името да ги имаат најмалку 5 наши жители. Ивици и Стефан, дали ни е јасна темата? Да. Одлично. Александар и Тоше, дали ни е јасна темата? Да. Супер. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање при првата лицитација започнуваат предизвикувачите. Денеска таа улога им припадна на Александар и Тоше. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Ивици и Стефан. А Александар и Тоше, која ќе имате понуда, споделете со нас. 5, 5. Започнуваме со 5. 10. 10. 11, 11. 12. 12. 13, 13. 15, 15. 16, 16. 18, 18. 20, 20. 21, 21. 22, 22. 23, 23. 24, 24. 26, 26. 27, 27. 28, 28. 29, Едно повеќе 29. едно округло. Стигнавме до 30. нека одговараат. Да одговараат? Ајде да видиме. Александар и Тоше го гледале минатото издание на листа за 300. Видоа дека убаво одмори Ивици и Стефан и вика чекај денеска да ги размрдаме малце. Ке одговараме. Имаме 30 празни полиња, не се многу, но не се ни малку реално. Треба да ги исполниме со точни машки имиња кои што завршуваат на ар или на ир, за да го освоиме првиот поен. Кога ќе бидете подготвени, момци, слободно почувајте. Ајде, не го заборам син ми да го поздравам, Петар. Петар. Поздрав до Петар. Така е, точен одговор. Добромир, Добромир. Така е. Бранимир. Бранимир. Точно. Димитар. Димитар. Така е. Мислете, има доста, имам и време, не брзајте. Размислете убаво и продолжете. Фатете некој ред. Светозар. Светозар. Така е. Лазар. Лазар. Точно. Владимир. Владимир. А, не, добро. Не сме го, не. Да, го нема Владимир. Бранимир имавте. Владимир, 7 точен одговор. Звонимир. Звонимир. Така е. Тихомир. Тихомир. Така е. Да ви некој српско нешто тако. А тие се мирови. Ти се наичи.
И. На И. Самир, Самир. И Амир. Амир, Така е, Амир. Точно. Дамир, бе. Дамир. Дамир. Така е. Велимир. Велимир. Така е. Красимир. Красимир. Еден познав за други не. Да. Бе, да има уште четворица. Па не, ја мислам дека има. Да, точен одговор. Јас сум го слушал. Момир. Момир. Така е, на пола сме. Ајде. Негомир. Негомир. И со ње ќе кажеме да е Негомир. Вај да има да. А може ќе бидеш инспирација некој да крстат, така за прв пат кажи. Вај да некои Срби имат тука, така, или Црногорци. Сега ќе видиме. Само момент да провериме. Негомир. чекай дали има Негомир прво. Да ти го кажем и тоа. Негомир. Жал ми е. Негомир Немавме мир. нема, но верувам дека после ово издание на листа за 300 А со ње има? ќе биде. Не знам, сега ќе провериме, ај молам ако може Негомир да провериме. Негошмир. Се зеза. Нема. Нема. Нема, не. Живи здрави. Живи здрави, да. Добро, ништо не е готово, едно добро загревање за понатаму. Точно. Имаме уште една лицитација. Знаете, до сега и минатиот пат ви успеа така, ја добивте таа, па пенали и Сите на работата пенали се до тргна сега. како што се тргна. Но пат не можеме да играме сега, да спиеме на тоа Бесконечно, уго, тачно, нели да. тачно. Ке мора малце Да се похрабро, запотиме. да, така е. Ништо со среќа во продолжение, ништо не е готово. Фала. Продолжуваме со втората лицитација, но Александар и Тоше, да ви честитам вас на првиот освоен поен денеска во листа за 300 на Тоше, воопшто прв поен освоен, така да честитки. Но не се опуштајте премногу, знаете дека имам уште за играње, како што им реков и на вашите противници. Имам уште една лицитација која што ќе одлучи кој од вас ќе дојде тука, дали пенали ќе играме или вие ќе дојдете се. Тоа е тоа. А пред да продолжиме понатаму да прочитам уште некои од оние машки имиња кои завршуваат на ар или пак на ир. Заборавија Ивици Стефан, едно од како да кажем, потребуваните имиња кај нас, Александар, потоа ги имаме Богомир, Бочитар, тие ги прочитавме, Витомир, Владимир, Властимир, Градимир, Десимир, Добромир, кажавме, Драгомир, потоа Красимир, Љубомир, Митар, Радомир, Ратомир со Т, потоа Светозар, Семир, Сотир, Тихомир, Чедомир и така натаму. Има доста, но за жал Негомир нема. А сега, драги гледачи, си продолжуваме понатаму со втората лицитација, односно второто надавање. Темата за истата гласи. Држави во Африка. Извор, сајтот на Обединетите нации.
Ги барам имињата на сите признати суверени држави кои му припаѓаат на африканскиот континент, без обзир дали се копнени или пак островски. Ивици Стефан, дали ни е јасна темата? Да. Да. Александар и Точе, дали ни е јасна темата? Да. Супер. Знаете, драги гледачи, дека при втората лицитација започнуваат први со надавање оние кои што имаат резултатска негатива. Во таква ситуација моментално се наоѓаат Ивица и Стефан. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Александар и Точе. А Ивица и Стефан, која ќе имате понуда? Кажете ни. 5. 5. Започнуваме со 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. Можем да ви кажем дека Има. има повеќе од 50 држави, помалку од 60 во Африка. Толку можам сега за ова ве слушам и што зборите, ама не можам да давам. Не е таман работа. Да. 12 колку беше последната. 13. 13. И со вас да споделам таа информација, во Африка има повеќе од 50, но помалку од 60 држави. Ова чисто ви кажувам сега, нели? Знаете. 14. 14. 15. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. Ајде 19. Едно повеќе 19. 20. 20. 21. 21. Нека одговарат. Да одговараат. Александар и Точе, денеска со ваша тактика, викам, гледале, прошли минатото издание, викаат, а не, чекај сега, ние ќе играме така. Имаме тука 21 празно поле кој што треба да ги спишеме со држави од Африка, ако сакаме да го освоиме овој поен и да го бараме пресвртот на пенали. Ивици Стефан, кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Ајде Египет. Египет. Така е. Тунис. Тунис. Така е. Алжир. Алжир. Точно. Мароко. Мароко. Така е. Нигерија. Нигерија. Точен. Нигер. Нигер. Така е. Ајде. Брегот на слоновата коска. Брегот на слоновата коска. Да, Така е. Јужноафриканска република. Јужна Африканска република. Да. Или ЈАР, скратено. Јар. Така е. Етиопија. Етиопија. Така е. Ајде, ако изгорим. Ајде. Сомалија. Сомалија. Не знам дали е признаена таа. Па зашо играте ако не знаете, брат? Зашо овако работа? Ако изгорим. Така изгорим, а? Да. Не горите, не се кире. Сомалија, 10 си извинам точен одговор. Конго. Конго, 11 точен. Уште Мадагаскар. 10. Мадагаскар. Така е. Зимбабве. Зимбабве. Така е. Тие Џибути кај беа? Џибути. 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 Така е.
Судан. Судан? Южен Судан. Така е. Южен Судан. Южен Судан. Точно. Уште 5. Мали. Мали? Или беше? Или тоа да не беше у Азија, бе? Беше мал негош, Мали. Точно да не беше у Азија, да не се... Држи си за тоа прво што си кажа. После џабе се. Да. Судан и Южен Судан беа тие, да. Бе, Алжир. Едно имаше, сега не знам дали има Сахара и Западна Сахара. Тие се. Не се земја тие. Да, не, си има како држави се. Покажи ги да што. Нека идат. Сахара. Или Западна Сахара, за сега може да се... И едното и другото. се грешите. Ке ме повем тоа, да. Пустиња е сега, брат, не знам дали никогаш. Мислам дека постоја некои такви. Вака, Сахара, пустина, тоа си го знаете, мислам, нели? Да. На добар пат беше со Западна Сахара, долги години се води војна, но никогаш не успеале, имало обиди да создадат своја република, своја држава, но од кога почнале со обидите, до ден денес се војува таму, на таа западна обала, нели, африканска, што е, но, како што реков, никогаш не успеале да станат држава. Добар беше обидот, имавте други изиграње, криво ми е што на 4 одговори до пенали сакав да играме. Знаете, јас за тоа, на пенали ми е се едно веќе кој ќе изгуби, кој ќе победи, тоа мора да ме разберете. За никого не навивам, но во текот на ова навивам цело време да имаме пенали да играме. Знам дека вас не би се свигаше муабетот, ама ја во интерес на листа за 300 на моите прекрасни гледачи. Така. Па затоа, за мој мерак, ќе направиме едни пенали, чисто ме интересира како ќе изигравме на таа тема, доколку беше поинаква ситуацијата. Да. Сега вака ќе ме подсетам, кажавте доста, сепак кажавме 17 држави во Африка, се на се вкупно се 54 признати суверени. Сега тука ќе ги кажеме, да пробам да ги издвојам: Бенин, Ботсвана, Буркина Фасо, Бурунди, потоа Екваторијална Гвинеја, Гвинеја Бисао, Демократска република Конго, упорно доктор Конго ми доаѓа да кажам, боже. Замбија, Камерун, Комори, Лесото, Либерија, Либија, Маврициус, Малави, потоа Намибија, Руанда, Сејшели, Танзанија, Уганда, Централно Африканска република, Чад и така натаму. Пробав сега да издам да ги кажам оние, за да не се повторувам кои што не ги кажа Ивица и Стефан. А сега, како што реков, за мој огромен мерак, едните и другите се сложија да отиграме една кратка партија пенали за ваше задоволство. Што би било, кога би било ситуацијата. Затоа, да не должам многу, чисто, како да кажам, ова е ревијално, Така. не значи ништо, затоа не се кирајте, опуштено, но сепак да си го пипаме знаењето, нели? Темата за денешните пенали гласи: зборови од песната "Ако умрам или загинам". Бараме зборови од 3 или повеќе букви кои се содржат во народната песна "Ако умрам или загинам" од Јонче Христовски. Сите такви зборови, па макар се разликувале за една буква, се сметаат за посебни зборови, но можете да ги кажете само еднаш. Зборовите од насловот не може да се употребат. Правилото да не се употребуваат е затоа што се 3 зборчиња употребливи во насловот: "Ако умрам и загинам", што не е фер, нели, секогаш едниот ќе биде во блага предност од надпреварувачките парови. Да не се објаснувам, знаете дека први на пенали започнуваат со одговарање тековните предизвикувачи, а тоа се Александар и Тошев. Сега знам за сите тука во студиото побол ќе беше ова заедно да запеевме некаде во кафана. Не знам зошто, ама оваа песна нас мачите не тера така.
поемотивни да станеме, да почнеме да викаме, да галамиме. Ај може би на крај ќе запееме сите заедно, ќе видиме, да. Да. Може да донесеш. Да, за мезето вик. Две рече одма нема тука. Александар Иточев, кога ќе имате одговор да започнеме? Првите три слова од насловот не сме? Да, не сме. Немој. Немој. Жалите. Само момент. Жалите следниот, знаеме дека и немој и жалите се точни. Така е. Напите. 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 Така е. Рујно. Рујно. Вино. Така е. Вино. Вино, вие сте се збуди веќе, не сакаш. Скршете. Скршете. Така е. Чашите. Чашите. Ајде, чашите да искршиме. Така е. Марче сега иде рефренот, тој има повеќе Не, го рипаме. Како баталија. Мана добре враќањето. Верни. Верни, во текстот е пишано само како затоа. А иначе да, ако го пееме би требало и да се рачуна. Колку сакаш можеш да ставиш. Верни. Така. Другари. Другари. Точно. Песна. Песна. Точно. Запејте. Запете. Но сакам дека се правам дека проверувам текстот. А ова е едно од ретките песни кои цела ја знам. Мене. Тока да стигнавме запете. Мене. Спомнете. Така е. Поп. Поп. Така е. Викате. Викате. Така е. Немој. Немој го кажавме претходно. Да, го има горе. Вие. Вие. Така е. Колнете. 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 Да. Ја колку што знам, колнете нема, еве тука колку што проверам, ништа не ми значи на Александар Иточев. Ова продолжуваме да видиме понатаму. Треба гроб да биде мај спомени, ќе кажеме. И како спомени ке кажеме, да не биде со гроб да завршиме. Да. Ке завршиме со убави спомени во листа за 300. Не остана спомени. Да. Така е, па добро. Кога би биле вака педалите, Ивици Стефан, секи ви честитав, ги викам како вие треба да дојдете тука, но тоа е што е. Ивици Стефан, фала ви за прекрасните 3 учества во листа за 300. Јас одлично си поминав, се надевам дека и вие убаво си поминавте. Сепак извлековме и некој денар, нели, некоја парична награда. Не е лошо. Утешна, да. Чисто награда се почастиме еден ручек, нели? Битно да учествуваме сега. Битно да учествуваме и да се забавуваме. Забавата. Така е. Многу ме радува што така размислувавте, така кажавте уште кога дојдовте во листа за 300. Со стрига да си ги трошите парите, знаете дека вратите на нашиот квиз се секогаш отворени за вас, па ве чекам во блиска иднина повторно да се пријавите. Фала. До тогаш, останете ви со здравје. Исто. Александар Иточев, одлично одиграно. Пеналите беа чисто рекреативна, ќе кажеме, да се размрдаме, да го загрееме мозокот пред да одговараме на темата од листата, дека сепак нели седевме само. Ова таман дојде како мал увертира во целата работа. Честитки, ќе имате шанса сега да се освоите убава парична награда. Но пред да ги повикам Александар Иточев, ќе заборев за момент да ги прочитам зборовите од песната Ако умрам ил загинам. Ова е едно од ретките песни која поише би ја пеел него да оваква, ама добро. Ако умрам ил загинам, немој да ме жалите. Напите се рујно вино, скршете ги чашите. Верни другари, песна запејте, мене спомнете.
Ако умрам или загинам, поп немој да викате. Вие на гроб да ми дојте, оро да заиграте. Ако умрам или загинам, ќе останат спомени што сум лудо лудовало на младите години. Тоа се зборовите од прекрасната песна од Јонче Христовски Ако умрам или загинам. А сега, како што реков, време е да ги повикам Александар и Тоше да ми се придружат тука на главната сцена и да ги соочиме со темата од нашата листа. Што ќе направат, ќе дознаеме во продолжение. Зато, останете со нас, се враќаме по паузата. Александар и Тоше ми се придружија тука на главната сцена. За кратко ќе им ја кажам и темата, имаме многу интересна тема. Но да не откривам одма, да се подсетиме само за кратко како стојат работите со нашата листа и потоа си продолжуваме понатаму. Нашата листа е составена од 15 празни полиња, кои што ќе ги видиме сега на нашиот екран. Ајте го, проработе прстето, добре. Сега го треба да ги исполниме сите овие 15 празни полиња со точни одговори ако сакаме да освоиме онаа главната премија или максималната сума. Во меѓувреме за 3 точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 9 150, за 12 200 евра и за 15 точни одговори си заменуваате од тука со парична награда од 300 евра. Верувам дека барем еднаш во животот сте гледали избор на мис. Не? Не? Добро сме загледувале тоа побави жени или тоа ќе кажеме не се пред камери. Да, одамна беше. Во бивша ју. Во бивша ју е, па добро. Среќа што немаме ограничување, сега ќе слушате темата, но поврзана е со тоа со женската убавина. Па затоа, слушајте убаво и вие, драги гледачи, денеска го тестираме нашето знаење на тема Држави победнички на мис на светот. Извод, сајтот на Miss World, каде се наведени сите победнички за најубава жена на светот. Надпреварувањето се одржува секоја година од 1951 па наваму. Ние ги бараме државите кои имале најмалку една победничка. Секоја држава можете да кажете само еднаш. Александар и Тоше, како стоиме, ја мислам дека и ќе кажам од општа култура, ако сме гледали во времето на Југославија и така дека барем до некаде знаеме како стојат работите, кои се оние жени, кои се оние држави кои што доминираат и така натаму. Ќе пробаме? И еднака немаме што да изгубиме. Со САД. САД. Соединетите американски држави. Не знам, нема да коментирам. Така е, точен одговор 3 пати до сега САД имале победнички на мис на светот. Кажи слободно ше. Слободно што нема што да изгубите, и вака и така. Барем сега за сега. Русија и светски е позната дека таму ги се едни од најубавите жени, 2 пати до сега била победничка на избор на мис на светот. Чешка. Последната убавица мис на светот во 2023 година е од Чешка, што значи и трет точен одговор за вас, 50 евра се ваши. Тоже честитки за првите пари освоени вака. Сега што правиме за понатаму? Ќе одиме, ќе ризикуваме или ќе ги земеме овие 50 евра и... Да не ризикувам, што не е доволно јасна темата, немаше да ризикувам. А не... Како сакаш, мислиш? Ајде, размислете, да, не ви се мешам, во ова не можам. Ајде, Бразил. Бразил, Франција, Шпанија. Ајде, ќе ризикувам. Ајде да видиме, сега да ги прати храбрите, така викаат барем, ќе видим. Бразил. Бразил се една победничка на мис на светот, четврти точен одговор за Александар и Тоше. Така е. Потоа, Шпанија. Така е, исто така еднаш победничка на мис на светот, точен одговор. Ајде, нека биде Хрватска. Абе, зашто убаво си игравте претходно? Што те текнала Хрватска, сега да ми кажи? Зашто те текнала Хрватска? Морам да пробажам убаво, ама не сум сигурен. Убаво си кажа претходно.
Italija. Не, Франција си каже убаво преска. Da. За жал, ниту од Хрватска, ниту од бивша Југославија, ни една земја, ниту од Југославија нема победничка. Знаеш колку ми е криво сега, осеќам грижа на совет као јас да сум веднатер. Мислам дека Франција ќе играш фудбал, си ги кажа. Франција, Шпанија и Бразил 3 точни одговори ќе беа. Кажев да зашто Хрватска отиду. Да не знам зашто. так. Леле, ми се допаѓа од друга страна што сте многу окей, коректни со ова, не се нервирате, немојте, ќе имате шанса повторно да освоите пари. Не е за тоа, многу ми е криво мене што чувствам, пак ќе кажам грижа на совет како да ве натерав да одите понатаму, може би требаше да ве оставам да си ги земете и тоа е тоа. Ќе прочитам еве дел од оние земји, ги имаме тука Австралија, Австрија, Аргентина, да, Грција точно, Германија, Венецуела со 6 победнички, Индија има 6 победнички, потоа Обединетото кралство, Јамајка, Јужна Африканска република, Перу, Полска, Порто Рико, Тринидад и Тобаго, Франција, Финска, Филипини, Аргентина има? Шведска, Аргентина, има и Аргентина 2 пати победничка на Мис на светот. За жал, Хрватска ниту останатите екс-Ју републики немаме сега за сега победничка на Мис на светот. Ај знаеме дека и таму политика многу се врти, па се сомневам. Секаде кај ние не победуваме, политика умешана, така да се знае. Александар и Тоше, супер надпреварувачи, внесовте ведрина во студиото на листа за 300. Многу ми е криво што на крајот ете не успеавме да освоиме парична награда, но на мое огромно задоволство ќе се дружиме во следното издание на нашиот квиз, имаме шанса тогаш за поправен. Тука, драги гледачи, доаѓаме до крајот на денешното издание на нашиот квиз. Останете секако во продолжение со програмата на телевизија Сител. Чекајте го следното издание на нашиот квиз и немојте да заборавите. Ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!